Кой си знае, си знае. Ете бит. Денес се наоѓаме пред ресторанот Бела вода, каде ќе се собираат сите ловци, нели, и ќе организираме хајка на бива свиња, така? Покрај мене е председателот на ловното друштво Руен од Велес, господинот Ване Панчо. Како ќе иде денешната акција? Денес, ова како што го гледаме денеска е подготовката за хајката. Само една поправка, ја не сум председателот на ловечкото здружение Руен од Велес, сум ловникот. Ловникот, така? Да. Кој е председателот? Председателот е Јордан Петковски. Така, да. Како што гледате, не има во добар број. Ке се поделиме на неколку групи, каде што ќе има и водичи, терачи и чекачи. Ке се тера од една страна, од три страни ке чекаме. Што значи, ке го ловиме теренот љутим, негде на околу 250 хектара површина и очекуваме добар поглед за ловците. Така, тоа му доаѓа кај населеното место Рудник, така? Измеѓу населените места Рудник и Крушје. Така, колку ловци се пријавиле денеска за хајка? На повикот се одзваа негде над 100 луѓе, Така. од кои гледате дека не има доста, сега ќе видиме нешто горе-доле, ама над 100 сигурно сме. Би требало да биде хајката во добар ред, успешна, дисциплинирана, како што гледате. Сите се обележани со флуоресцентни портокалови и зелени елеци. Што да кажеме сега друго? Тоа, освен со добар поглед и се гледаме на терен. Со добар поглед и се гледаме на терен. Така. Фала многу. Фала. Haydi. Trgujte se da ne vidite Vlade, Kalan. Тетрачката кај?
Нека ги, нека треба ците, ајде, водичите саки си одберат, тие нека не слушаат. Колку водечи на групи има? Има 7 водичи на групи. Сега сите од водичите имаат доделено задача. Пошто не има во број голем, да не дојде до несакани последици, да биде регулирано се. Водичите, како по претходна најава, одберете си луѓе. Тие, како што кажавме, со леки коли ќе одат по асфалтот. Со теретните возила ќе одат од другата страна, каде што е малце теренот по-лош. Сега, за 30 минути да се заврши таа работа и да отпочнеме хајката. Нема бате чиче, бирај луѓе. Колку ти треба? 10, 20, 30. Дивечот се знае, ќе испадне на неколку луѓе, не може на сите да дојде. Ајде. Така сега, јас да ги замолам ловците првен, секогаш безбедноста е на прво место, секој да носи флуоресцентен елек и капа, да биде обележен. Да се почитуваат зборот на водичот, водичот ќе ве распореди каде што ќе ве остави, таму ќе се стои. Нема не ми се свиѓа мрдање од место, да не дојде до несакани последици после да испадне неубава работа. На чеката, до чеката се оди со празна пушка. Нема полни оружје таму кај што сме. Се знае каде се полни оружје. Се пука стриктно на свиња, дива свиња. Друго не иде обзир. Тоа да раскрстиме. Кога ќе се острела, свињата се повикува водичот и понатаму знаат они како е постапката заради болеста што имаме, свинската чума, како треба да постапиме со остреланиот дивеч. Од мене толку, добар поглед на сите. Друго нешто што сакам да спомнам, сакам еден чест да му оддадеме на еден починат наш пријател Андреев Петре Мампилов, денеска му прават 6 месеци помен. Ќе ве замолам една минута молчење да му дадеме ако сакате и да отпочнеме оваа хајка. Нека му е вечна земјата и слава. Тоа е вака, сега да почнеме да не одиме сами. Првен, терачите, има тројца водичи за терачите, што ќе се одберат по 10 души. Како ги одбираат терачите луѓето, нека си се тргаат настрана и знаат на кое место да ги водат. По асфалтот ќе крсте. Крсте, по асфалт.
Пали ги по луѓето што не можат доле. Ајде. Ајде, готови ли сме? Ајде. Чичко драги на пипа татко му оставил. Еве и бонде уж еден 20 минути. Онде. Има пат до тук. Ние имаме пат до горе. Нема това срам. Сега одење помалку вака така. Тамане. Зор да не се види много, имаме доволно. Абе, да не се дружиме. Да. Кој ќе останува? Еве шом ете шом сак он нека се направи Година ваку, на овој блок. Уште еден нека остане постар тука што не може да дојде. Тука чифте че треба. На блокот. Ако е и тука. Онде кај што имаше бонде траги пресни. Може да гледаме. Кај што имаше прасни траги онде на блокот. Да. Готово. Ете ги со двајца решено. Кој е па? Хајде, оди. Ајде Зоки. Зоки, оди. Друг еден од таа страна. Зад тебе ќе има друг човек. Ајде, Миле и Ивој. Добро? Ајде, Мој. ти ќе држиш Врзаново овдека. Ново карабини се, еден карабин на цели направо. Има место за карабините. Некај ги видел овни овдека. Еве го ваму е карабин човек като маркал. Ја, Зоки и Олка. Миле. Зоки е ваму. Ти позади Врзаново. Паднете кривиче ваму. Е, така. И така се местиме се нагоре. Абе, луѓе, има луѓе, чекај. Сте. Звони му се. Те бара. Застаните од таа страна на кривината, застанете. Застанете и ќе видиме. Ајде, Зоки таму, Миле од таа страна. Карабинот е овде крај тумбата, тие се доле. И сега одиме некако, како одиме, така се местиме. И сега кој како е карабини, гледам повише има. Таа страна кој ќе затвараме, ние затвараме. Ќе затвараме, се ќе затвараме. Попат одиме, аз попат одиме на така. Како одиме Секи ќе местиме затвараме? луѓе. Секи местиме луѓе.
Ама не одиме сега, да одиме за Лугунци или патот. Не за Лугунци, него Го држиме во главниот пат овде. Оттаму ќе тераат како ќе иде навака ќе иде, се до бандерите натаму. Ајде сега, помладите ќе одат. Ајде тука да поставиме човек одек. Ајде попат навака. Добар ден. Добар ден, Как ќе се сакате ли се представите? јас сум Чичко Драге, сликарот од Богомила. Богомила, возрастна личност ве гледам, колку години имате? 84 години, Колку години се бавите со лов? 60 години. 60 години. И се уште гледам Сум активно. активен, се уште сум активен. Така. Во сабота пешачам 15 км, во недела 15 по планините и тоа ме одржава во живот. Така. Во вашето богато ловачко искуство имате уловено нешто што би се пофалиле пред нашите гледачи? Многу имам уловено, диви свињи поготово. Капиталци? Капиталци некои Да, трофеи нешто чувате од нив? чувам нешто дома, да. Да, сте носели на проценка, предпоставам дека сте долги години ловец и од порнешто Југославија. Да. Сте носеле проценки од забите од клјовите од свињите? Да, да, да. Имате добиена некоја награда или? Имам. Јас сум ловел низ цела Југославија. Така, да. Таква ми беше професијата и Така. Добро, нема да ви задржаме повеќе, бидејќи сега се местите на своите позиции, ќе се слушнеме во текот на денот. Дај Боже да ловите нешто, па да се пофалите. благодарам. Со добар поглед. Со добар помин. Ама сега по овој пат, Иво, ти го знаеш место, по овој пат намести до под Голобрдо. Па испаѓаме, да, таму испаѓаме. И овој пат и тој пат Ама таму. од овде ќе има чекачи сега. Добро, ти ќе ги местиш тука. Да, значи Добро. да бидеме дупли чекачи до горе онам. Значи, И после онаму ќе се наместиме скроз до доле. Колку треба нека земе, нека одиш. Значи земи од тука почни по нивие место. добро. Земи си 10 души, колку Добро, ти ајде, треба. ајде. Ајде, Тука гужва ќе Долу носи. не се деса душ. Долу доста долу. Ајде постари луѓе земи тука. Со, јас ќе земам. Постари. Постари. Ќе ги носиш ти нагоре терачи. Колку ује ти треба? До антената и под антената 10. 15 сигурно. 15. 15 бирај уѓе. Кој по не може да додат? Ајде. Тие што не може да додат одма тука на Голобрдо поблиску Карабини тука што не може да додат на Голобрдо, на Голото, другите ловни ни требаат горе у густи. Ловни Ајде постари 3-4. да останете се, ша. Значи јас треба да бирам. Пупко, не ме гледај, ти не си постари. Брчи, бире. Иставај се, ајде одма. еден. Тргај намо, Николче. Еден, Тргај. тројца, тројца, четворица, Тргај. 10, крст 11, 12, 13, Ја ќе одам со. 14, ајде. И уште еден има 15. Терајте. Значи, од бандерите нагоре ги место. Попаче. И остави двајца може овде дека на бандерине тука. Овде Никочи ги две остави. ловни унат. Ајде, Отивате доле уѓе, да знаете. И ваму Други- треба еден каравинчко, Сашо, навалива. Ама има уѓе овде. Ама поназад. Ајде еден карабин, кој не може, пајате што не може да оди. Оставите, ле пајате, останам таму. Ајде, Ајде, другите со мене си. Ајде. тргаме. Тргајте, имајте. Не, само пупа. Овој пат успее да ти круши. Тоа поано да го знае. Джуло, од тука ќе наместиш тројца до бандерата, до пред чешмата. И ти застани. Ама десно од чешмата, на ричката. Да, на сртот. На сртот. Значи овде одма стави овде кај овде три. До кам чинјата, знаеш? Уште еден, ајде, кој? Уште еден. Уште една овна. Ево место. Остави тука еден одма. Со,
А од Богомила кај си рисови денес? Дојди малце на. Тука си. Ајде, Малце на, само дека ги Пупко! Го видам место да са кај си. Сега готово, ќе нем дука по свињено, тоа не може да бъде. Значи имаш овде като човек. На кривина. На кривината. На кривината, да ја ќе би. На соловната доле ги тоа смешно. Под него не. Тука соломно да има. Кој? Ама нема овна. Нема. Ова е битното, е овде ќе битно. Оно ќе стоиш, гледаш? Каде? Оно понагоре. Тоа што ти тука ги те паметија. Тука ова е битно место. Но најбитно е ова. Се и во овде. Овде ка под тебе. Ајде, го видиме. Не, или не, немаш. Чекай, кој последен? Да, иле ти. Или не, немаш гајле онде. Да. Ама ќе пазиш право она тумбина онде. Чекай, ајде, кој е ова? Иле. Или ли? Иле ти. Ама он ќе се врати натака. Разбираш? Е така. Слободно таму пука. Ти оди вака, И овде овде пука. ти се гледа, не, вамо се гледа. Да, и овде. Ако не ти тука стои, ќе се пазите. Че овде. Ти оди на бандерата, ќе видиш тука долчето, ама долчето ќе опрази. Не му ги остае сите да ги пука овој. Ти да ги пукаш. Пери се тука стои си ти. Долчето ти знаеш, и тука ќе го остане. Ајде. Човекот ти е десно. Се кречи тука. Чинјата ги минат. Ќе поразговараме со еден од ловците, односно ловникот на денешната хајка. Ќе се представи, повелете. Јас сум Сашо Андреев Од каде доаѓа Сашо? од Велес, село Раштани, Така, вашата улога денеска на хајката. водич на група. Така. Колку ловци броеше вашата група? Нашата група денеска водеше од 25 до 30 ловци. Така, вие ги распоредивте, ја бев меѓу тие последните кои ги распоредивте. Кажете ми како се вика овој терен кај вие вашата група што распоредувавте?
Ова е ловиште Круше, Така. место викано Љутим. Тоа значи ние бевме поставени во улога на чекачи, така. Улога на чекачи, ама немавме среќа денеска да испаднат свињите. Така е. Забележав јас само една лисица и еден зајак. За жалете, свињите ги нема се уште. Слушаме при крај се терачите со нивните активности. Која е следната активност што треба да преземеме денес? Следната активност да се вратиме живи, здрави, безбедни до возилата и во хотел Бела вода на еден ловачки ручек. Јас секогаш велам, значи, најуспешен лов кога сите живи и здрави ќе се вратиме дома. Да. Острелот воопшто не е битен, дружењето на прво место, така. Кажете ми колку години членувате во ова друштво? Па јас сум едно 30 и може 2-3 години член на ова друштво. Како се роди желбата за лов кај вас? Од дедо ми и продолжив јас. Од мали нозе, значи сте тргнали на лов? Па така може да се каже од мали. Што ќе се пофалите за вашата ловечка кариера од тие 30 години? Имате нешто капиталец уловено? Па имам доста капиталци од волк, од дива коза, од свиња. Верувам дека чувате трофеи од сите ваши успеси на ловот. Па без трофеи исто кој да не си ловил. Така, ги носите на проценка во Ловечка федерација? До сега имате носено? Имам неколку однесено, имам сребро, Така. од добиено и едно имам па тука измеѓу сребро и злато. За дива свиња трофеј? Да, за дива свиња. А за волк имам исто добар трофеј, тој не го однесовме. Така, само слика имам и кожата. Така, што највеќе сакате да ловите? Што највеќе ви исполнува во ловот? Па става ми исполнува секој лов мене, ама највеќе ми исполнува ловот на коза и лов на волк. Каде ловите дива коза? Па имаме прекрасно ловиште на Живовски стени, изворите на Бабуна. Имаме преубаво ловиште за дива коза. Имате острелано до сега? Па имам неколку примероци. Добро, ви посакувам убав ден и со добар поглед. Исто. Ќе поразговараме со уште еден од ловците кои денеска учествува на хајката во Круши. Добар ден. Добар ден, јас сум Благојце Марџиев. Така, од каде доаѓате, Благо? Доаѓаме од Велес, ловџија сум повеќе од 40 години. Денеска се организираше убава хајка. Успехот како одстрел може би не се оствари, али најголемиот успех е во хајките никој да не настрада, да не се случи никаква немила сцена. Така. Успеавме, убаво испадна се. Ќе организираме и други хајки, ќе се изврши одстрел. Важно денот како ден беше добар, беше посетено од многу ловци, преку 200, по 200, околу 200 ловци имаше, масовно посетено. Успехот е добар. Успех, тоа е најголем успех, одстрелот малце важи. Така, видовте ли нешто на терен? Јас не видов, помина дива свиња со прасиња, ми помина негде на 2-30 метра, ама многу беше густо и у густото не може, само ги слушам, ама не можам да пукам. Така и се случува, тоа е обично додека листот не падне, отстрелот оди многу тешко. Така, колку години сте ловец ви? О, 42-3 години негде. Уште малку пензија ќе земете ловечка.
Не знам дали ќе даваат пензија, ама не ќе пензија само да можам да одам барем 60 на години. Така. Барем 60 на години да можам да одам. Кажете ми, кој лов преферирате највеќе да ловите на што? Почнав со лов на јеребица, препелица и заек, а последниве 25-6 години исклучиво во планина на висок лов, на висок дивеч, на свиња. На свиња. Имате уловено до сега некој капиталец? Да, повеќе, оваа година имам 2 отепано, јас 2, иначе друштвото мој има 5 отепано, али и ние ги посетуваме другите терени горе под Солунска глава, кај што теренот е малце поинаков, има поише храна, овдека е сушата си го прави своето, затоа и нема. Кажете ми, ловечки трофеи нешто на процена имате носено во Македонска федерација ловна? Немам носено во федерација, имам заби по 22 сантима од две први, едни 20, едни 22 сантима, тоа е веќе, мислам дека тоа високо оди. Знаете дека од ланска година почна да се прави проценка кај нас во Ловечка федерација на Македонија после долги 40 години или од бивша Југославија. Имате ли намера да носите таму на проценка да видите? Не знам дека кај нас тоа се практикуваше во Хрватска и таму су модел на лов, таму и рогови од срндаци се оценуваат. Чим и кај нас имаме ние и ја и другарите му имаат големи, стварно многу големи трофејни заби, ќе ги донесем, само треба да видиме тоа, да бидеме известени кога и како. Да. Па добро, на друг вид на дивеч, висок дивеч, диви кози? Да, одиме и под Солунска глава на лов на диви кози, каде што се случува 1 до 2 годината, тоа е санитарен отстрел да направиме. Така, таму најверојатно понапорно е движењето по тој Карпес предел? Таму е теренот премногу тежок и обично ловот на дива коза се смета за најтежок лов, а јас ќе додадам уште нешто на тоа. Најтешката работа во ловот на дива коза е да одиш да ја земиш. Дивата коза се пука на најмалце на 300 метра и треба да одиш у карпите да ја земеш, а тоа е веќе многу лошо. А обично се пука и преку долови. Да. Па се пука од еден срт на друг срт пукаш, под сама Солунска глава пукаме. Дека зајдеш помина полуден. Многу е тежок. Тежок на ловот на дива коза изискува максимални напори. Физички способности. Максимално, тоа е многу тежок лов. Многу тежок лов. Така, добро ви благодарам на исцрпното интервју. Сега следува ловечки ручек во ресторанот Бела вода, па се гледаме таму. Се гледаме, се држиме. Со добар поглед. Благодарам исто. Почитувани гледачи, тоа беше се за денешниот лов или денешната хајка на дива свиња, која се одржа во кругот на населеното место Рудник, односно место викано Љутим. Како што кажа и нашите соговорници, значи ловот помина се во најдобар ред, што е една од најбитните особини во ловот. Немаше повредени, немаше, не да боже, никакви други лоши случаи. Не се острела ништо, значи се пукаше по една дива свиња, видовме зајак, лисица, срни. Теренот е богат со дивеч, но ете, за среќа на дивечот и покрај што имаше повеќе од 150 ловци, не се острела ниту еден примерок на дива свиња. Тоа е тоа од овој терен, па се гледаме во некоја наредна емисија од друго место. Со добар поглед, па се слушаме.